Знаете ли бе вие кој сум ја? Јас сум виден цигано-скопјанос. Али подобро да сум цигано-скопјанос отколку Јоргос Анус Мераклис. Златна зора. Златна зора е партија смела Кацо де ла Мартадела. Кога ги смени овие минјава на улициве, некако ми е мерак да возам, бе не ми се искаче од кола. Баш сега у петокот кога доајавме на проба нешто во универзална сала Шуба, си тргнав по улица Мара Бунева, свртев на улица Джемо Хасо, оставив цвеќе на споменикот на Мефаил, поминав покрај спомен куќата на Адем Јашари, свртев лево, па право по мостот Тодор Александров, свртев на улица Христо Стоичков, па преку улица Цар Борис, излегов на булевар Азиз Великомаченик и стигнав тука. И кој збори бе тоа дека во Скопје више не можеш да најдеш паркинг место што не се наплаќа? Ја одма најдов. Се паркирав на Скопска Црна Гора. Над Миравци тамо, кај Мечката. Застанувам, Мечкава излега, вика, шо е, вика, мецано да паркирам, вика, може ако не го узурпираш просторот, ти дојде вчера едно лавче, Коце, вика, Коце се вика, и вика, ми вика, слушај Мечко, да платиш лежарина, вика, за ова. Ја му викам, слушај бе, Коце, иди тоа да им го кажеш на твоите лавчиња, бе, ти знаеш која сум ја сум Мечката, бе, ај марш од тука, будало една. Кога сме кај паркинзи, бе, ај сега нова година се ближи, така, свечена атмосфера, ќе ви кажам 2-3 стиха. Новата година, еве ака иде, леле, леле, шубаво ќе биде. Старата па година тажна си ојде, Дедо Мраз во портокалово облечен ќе дојде. На дворот на Луј, тој паркира санка за паркинг да му наплатат некоја банка. А ние другите, неми и глуви, во лајна среќни ко гомнарки муви. Зобаме ко зајци без масло зелка, наместо да не пуштат малку по дворската елка. Затоа да викнеме, Дедо Мраз, ваму глеј, на место погрешно си паркирал, немој да бидеш геј. Да не има некој геј во салава. Мислам, у душа. А има или нема? И нема. Па ако нема, тогаш е време за хумор и инвенција за публика со 140 коефициент на интелигенција. Слушам и министриве во власта имале овај коефициент на интелигенција 140, ама со пресметано ДДВ. Кога сме кај генијалциве од дворот на Луј, ќе земам за пример овој министеров за здравство. Например, он е толку генијален што кога го наместија за министер, нон-стоп шеташе ноќе по болници као нинџа и ги фаќаше сестриве у пушење. Како еднаш не ги фати у оговарање или у везење гоблени. Све на пушење ги фаќа. А сега не ги приметува ако му пушат ова пред Министерство за здравство за време на лекарскиот штрајк. Тоа е генијалност, да не приметиш. Ајде да видам у салава кој има коефициент на интелигенција 140, нека крене рака. Искрено, да видим. Да? 140. Па не треба директорка универзална, треба министерка за здравство да те правиме. Значи една само.
Нема да нима уште некој, нема. Има? Машалај. Таленти сме. А од друга страна, паметот е нешто што Господ најправедно го поделил, никој нема да каже дека го нема. Ај сега да видам вака. Че да ве прашам прво нешто. Знаете вие како се вика жена што мастурбира на слики од Кама Сутра? Сама Кутра. А знаете како се чешка богата фуфа? Гучи. Ај сега да видам кога сме кај жениве, ај сега вака, ама искрено сега, малце комуникација треба кои девојки тука или жени носат танга на себе, нека кренат рака. Ајде? Шо е бе, сите волнени гаќи носите? Добро, ај тогаш нека кренат рака оние што имаат битанга до себе. Има некој што има битанга. Не треба сама да се јави. Не можам сега вака да... Кој има битанга до себе? Нема... Значи сите сте супер ова. Тоа е кога човек не носи танга, нема да најде ни битанга. Кога сме више кај тангата, сите се сеќавате, пред месец-два, кога една пратеничка во парламентот од опозицијата, додека траеше седницата, малку се поднаведна и ги покажа тангата пред камерите. Абе, двете очи им капнаа на пратениците. Почнаа да си ги касаат усните, да се лигават, седницава нагло се прекина. Јавноста побудале в додуше и јас па многу ме инспирира ова гледката пред очи што ми беше, па решив да напишам поема за тангата на пратеничката. И што правам? Како што правам со сите мои штосови, ги објавам на Facebook и гледам какви реакции има. И ја објавив поемава на Facebook и сум добил тамо 1000 лајка. И не само тоа, него одма добив понуда да настапам со неја на Струшкиве вечери на поезијата, ама тоа откако ќе наполнам 90 години, пошто на Струшките вечери на поезија не можеш да се пријавиш без потврда од лекар дека набрзо ќе умреш. Сакате да ја чуете поемава? Значи, поемата се вика Тангата на Б со точка Весна. Ако сакаш да си прав манга, слечи ги на Весна гачичките танга. Во парламентот секој гори од желба да онанира на Весна бесетничка делба. Онанираат кој еден, македонци, албанци, турци и власи, мечтаат Весне да ги мочка, страст да им гаси. За тоа време реформите течат, на министрите во власта тангата им пречат. Тие се гениални, со студени глави, си играат барок, сексот не им фали. И свесни се, не е задача лесна да ги слечеш тангата на Б со точка Весна. Сега не знам дали сакате уште една песна на исто што објавив на Facebook, на првиот стендап што ја кажував, ама тоа само ако сакате, Планињето во Македонија да ви ја изрецитирам. Може? Ја сакате? Ова е птен за бис. Значи, Планињето во Македонија. Ќе ја бутнам раката у джеб, као Раде Шербеџија. Планињето во Македонија. Фатил дедо пичица горе на галичица. Ја однел на јабланица, ја најал со гибаница. За стебло на кораб ја врзал со чорап, а кога ја однел на шара, ја направил попара. Штом дедо боцна путена шара, тргна веднаш кон Солунска глава, да наостри долга ашима здрава, на девица росна да ја го клава. Па на Вардарот слезе спотнат и стресен,
виде момиче со струк тесен. Ја истресе дедо од гаштисета, кон голак летна да вјане селан как лета. Но попат скршна до славното нидже, да сретне кршно моме Хатидже. Дедо работело и меѓу овој релаксирани меѓуетнички односи, толеранција. Да видиме што се случило со Хатидже. Хатидже пишти, моли и гребе, остај ме дедо да дојдам на себе. Па дедо ја смени со висока слаба крај студен поток на планината Баба. Зеде дедо двоглед во рака да најде дунде што му се сака. На беласица ја сретна оно јоко, смежурана грда и со едно око. Море дедо, рече Јоко, жена бев на Ленон Џон, ако ми го клаваш, клај ми го без кондом. В колиба стара, негде на бистра, клечи моме се моли на Христа. Наврата дедо 3 пати тропна, таа го пушти, тој и го опна. Пискотници се слушна од Галичник до река, над Велестово стојна деда го чека, стојне, по тебе горам, слечи гашти за да те орам. Појде дедо и на Битолско бајро, циганчица јадра си го виде ајро, ја крена дедо со сета сила, од кревањето тешко го фати кила, искилавен си од зеде да кочи и ташаци да лади во пелистерски очи.